Здраво друштво, здраво Шкорпии, добре дојдовте во ново видео во кое ќе зборуваме за вас, шкорпиите и за се она што ве очекува во периодот кој следи, односно втората половина на месец март, значи конкретно се фокусираме на последните 2 недели од месец март. И што е она да видиме што треба да го чуеме и да го знаеме, а не сме го кажале во претходното видео она кое го имавме за целиот месец март. И сега, само пред да започнеме, би сакала да ве замолам да не заборавате да се претплатите на каналот, со тоа ќе помогнете нормално да расте, заедно ќе бидеме во сето ова, вие ќе си добивате известување кога пристигаат видеава, затоа што знаете временски ни се видеава, така да добро е навремено да бидете известени кога да го чуете, кога да ја чуете пораката. Да не должим околу тоа, да преминеме на поракиве. Вие, драги мои шкорпии, овој период гледам дека нешто сакате да оживеете. Може би веќе сте влегле во оваа енергија, може би се уште не очекувајте. Значи, вие сакате нешто да оживеете. Сакате нешто кое е завршило, кое веќе го нема и не постои, сакате повторно да го вратите во вашиот живот. Вие сакате да воскреснете некоја работа. Може би е некоја врска, може би некоја љубов, може би некоја ситуација што ве обкружувала и повторно ви треба во вашиот живот. И ќе го правите тоа, ќе почнете да го правите тоа, мислам да преземате чекори, како, може би некаде во изминатиот период сте почнале нешто, сте прекинале и сега повторно сакате да почнете. Нормално дејства околу сето ова што го кажа. Е сега има тука една работа која морам да ви ја кажам, е дека значи што и да правите, какви мерки да преземете во врска со ова што сакате да го вратите, вие мора да внимавате на методите. Значи мора да внимавате. Никако немој да превземате чекори нечесни кои се, подли, никако, во никој случај, затоа што има многу работи кои овде не ги знаете. Значи има многу работи кои не ги знаете. Може би периодот откако не е во вашиот живот оваа состојба, ситуација, личност и така натаму, се случиле работи кои вие не ги знаете. Имам чувство дека се работи за некој чие име почнува на В, Б, Ј, може би ништо тоа нема врска, може би за некој да. За тие што е така, значи за вас конкретно е прака. Има работи тука кои се случиле, а вие не ги знаете. Затоа не превземајте чекори, не превземајте действија кои се базираат на незнаење, затоа што, а особено на измама, на некаква нечесна работа, затоа што вие тука ќе настрадате. Да не речам така, мајте. Значи, затоа што вие ќе поминете лошо тука. Доколку пак го изберете онај подобриот пат, правата насока, каде што ќе вложите и љубов, и се она што знаете, што го имате, што го поседувате, тогаш успехот е сигурен и ви е загарантиран. Значи може би се работи за нешто во домот. Сакате да вратите некаква ситуација, сакате да вратите некоја личност, може би во љубовта, може би во бракот, може би ако е нешто професионално се само емоции каде што имате вложено премногу и не сакате тоа да заврши. Значи тоа околу тоа. Друго што гледам овде е дека треба многу да внимавате со некој во знакот на јарец. Значи, оние што се блиски до вас се во знакот на јарец, се разбира, не зборувам ја за тие што вас добро ви мислат, сега зборувам за тие што не сте сигурни на што сте со нив. Тие вам може би ќе сакаат да ви понудат нешто, да ви дадат нешто,
И ќе го прават на еден многу лукав начин, ќе го прават на начин што преку ласкања, преку подароци некакви. Меѓутоа, верувајте, тоа само така изгледа. Затоа што вистината позади ова е една многу, многу, многу лоша енергија. Значи, кога се работи за врски, партнерства и било што, ова е најлошата енергија што може да постои. Ова е ѓаволот. Значи, тие само сакаат вас да ве врзат. Ова не ви се синџири, овие се двајца оковани во синџири. Тие ќе ве обсипат со подароци, со внимание, со забава, со прекумерна дури забава. Меѓутоа премногу лоша енергија се крие позади се тоа. Значи, бидете многу, многу внимателни околу јарците. Може не јарец, може само некој кој ви нуди нешто, се обидува да биде тука постојано. Ќе ја препознаете таа енергија. Секогаш ние ја препознаваме таа наметлива некоја енергија. И целта која е, не знам, меѓутоа изгледа дека е целта многу ниски некои вредности и страсти има оваа личност кон вас. И ако ги исполни, потоа ќе ве напушти. Може би тоа е целта, може сака нешто само да ви да направи некое, да ве врзе вас во некоја работа и потоа да ве остави на цедило. После ќе си замине. Може ова ви се случило и сега сте во тек на нештово и го гледате како си заминува и ве остава. Затоа, ако не се случило, јас ве предупредувам да внимавате многу околу тоа што ви нудат периодов, што ви се нуди, што ви се зборува. Значи, ласкање, напад на некоја енергија, избегнувајте ја, затоа што не е добра. Друго што гледам овде е дека некој пак може би е некој јарец, може би е бик, некој така способен, успешен човек, помоќен човек. Тој ќе тргне кон вас со цел да добие од вас само внимание и целта, вие не сте му целта. Ова има лични интереси овде. А неговите лични интереси во приказнава се тоа што тој мисли дека вие ќе му го залечите срцето, ќе му го залечите раните. Овој човек се изгорел некаде во нешто и доаѓа кон вас со надеж дека вие ќе му ги залечите раните. Ќе покаже многу, многу волја да биде со вас, овој човек. Меѓутоа, за сега, ова што јас го гледам, е дека стојат добро работите. Вам ви нуди љубов, внимание, ви нуди емоции. Значи, како ќе се одвиваат работите понатаму, не знам, ќе видиме понатаму, меѓутоа за сега, да, мотивите му се лични. Меѓутоа и она вие што ќе го добиете од таа страна е многу убаво. За сега, окей е се околу таа енергија во врска со таков човек или таква ситуација во вашиот живот. Друго, што можам на брзина овде во овие кратки видеа да кажам, што би можело да се каже, исто така некој, може би стрелец, може би некој вашиот живот кој ве напуштил, убаво му е во животов, се му е во ред, меѓутоа не се чувствува задоволен од тоа што се случило помеѓу вас. Значи, може би повторно ќе се појави во вашиот живот нешто во врска со тој човек. Вие знаете за што се работи, ќе препознаете нормално. Тоа е тоа прилика што би можела да го кажам во ова кратко колку можам да кажам видео. И за крај само да не заборавиме, нели, вие си замислувате желба,
Jaz vi давам краток одговор со да или не, или некаква кратка порака ако тука имам. Ајде да видиме кој е одговорот за шкорпите. Одговорот е да. Тоа што го очекувате доаѓа кон вас или да ќе започне нешто кое го планирате. И да, убава енергија има околу тоа. И па, драги мои шкорпи, тоа е тоа. И до следната наша видео се надевам ви оставам во добро здравје, со прекрасни мисли. Чао, чао!